дека тука немаме конкретизација на тоа, но најдетална конкретизација имаме 902-903 година. Во освободувањето на Русија дека се подготвува општо восстание, а она е за поделба на Македонија многу децени предходно од 1886 година, министерот за надворешни работи грофот Ламсдорф пишува на Урусов, амбасадорот кнез Урусов во Париз, известете го Делкасе, министерот на Франција, дека ние со Голуховски се согласивме од сега натаму Македонија да не ја именуваме како Македонија, туку трите турски вилаети, а македонците да не ги именуваме натаму како македонци, туку како христијаните од трите турски вилаети, укажувајќи дека тоа не се нација како они што се представуваат како македонски народ. И дозволете, само месец дена после, тоа е февруари, тие се во и март 903 година, во април 903 година го притиснале султанот и султанот издава наредба до вилајските власти во кој што вели: наредувам во општите упатства, наредби и слично да не се употребува локалното име Македонија, туку да се употребува името на вилаетот, што значи првата деноминација на Македонија. Ја имаме тогаш. И тогаш може би суштината значи, на проблемот што дека суштината на проблемот не е во идејата дали Македонија постои, македонци не постои, туку во политичката идеја да се подели Македонија, а не да се создаде посебна македонска држава. Сега, бидејќи постои на дел таква современа македонска држава, дефинициите на одредени кругови, кои што се точно 19 век, тоа се во Грција, например и во Србија, бидејќи Лилич во Атина кажа дека оваа држава ќе биде фактор на нестабилност на Балканот. Дозволете, во резолуцијата на Обединетите нации се вели, бидејќи постои спор околу името и на Советот за безбедност и на Генералното собрание од април 1993 година, а со цел да се зачува мирот и стабилноста во регионот, треба да се најде што поскоро решение. А дозволете, мирот и стабилноста во регионот не го пореметува името на Република Македонија, туку несогласувањето на Грција поради комплекс на собствени проблеми и интереси и причини да не се согласи со тоа. Neka